Не ни правиле, не биле вака лоши или германци да упропасти некого или да направи нешто или да ти грабне никако. Што е право, право. Германците беа многу, онако, како да кажам, поштен народ. Поштен народ, а бугарите не беа така, они повеќе беа. Бугарите беа малку тие за без пари да ти онаде, али што ќе прави си морала. И они рекле, како ти се викаш? Јас сум рекол, јас се викам Миле. А мамката мрсна, значи ти си србоман. И се сеќавам дека едниот од нив го извади бајонетот, го фати мојот татко за брада, го подигна бајонетот и ќе го кој. И тоа мене како дете ми остави многу лош утисак, ми остави сув жик на душата. Кога се оженив ја, 43 години бугарите, на вежба, благонадежен българин. И еден месец, не еден месец, 13 месеца без 6 дена на вежба. Бугарите ако те фатат, готово беше, не. Па, каде поголема промена од србин на бугарин, а ние не сме тие. Поголема промена од тоа нема. Првите партизани искочени се од Скопје, не се од Прилеп. Прва пушка или ова. Па у Скопска Црна Гора имаше партизани 16-та бригада. Љубо Конзулот беше командант тамо, тој Љубо Конзул, јас се познав со него, беше играч у Јук играше, Центар халф играше. Прво се симнава од кај водно, од кај бункерот, партизаните наши другари, повеќето. Тоа беше некаде Севелината рано и слушам како задушено, како од магла, ура, ама и 20 слушам. Од кај водно, бункерот прво го расипава горе, кај што е сега планинарски дом, тамо било германска некоја установа, која, како и не знам, извидница. Искача сестра ми, Цветанка, што е, викам ништо. Се заќутјавме двајцата, зашто пак слушнавме викотницата ура. И што е ова, не знам. Како би не знам, мамо, звика она по моите. Рече влекува овие. И отаде, од кај болница се симнава скроз, од кај Тасино чешмиќе, од овдека по оваа улица, од тука право на станица. Го минирава мостов, овој камениот мост. На неколку места ископава дупки и ставила бомби голе може 50 и толку кила. Кога ќе дојдеше германецот, ќе ги врже жиците, он додека преиде од другата страна, овие му ги кинева со клешти, за да не може тамо електрично да ги запали. Тоа се случи 3 пати. И 4-тиот пат го отепаа германецот. Пред да се извлечат имаше еден поколи направила тука у Пајко Мало, извадили неколку 9 души и заклале овдека на мостов овдека. Тука 7 души утепава германци, што ги зеле од дома вечерта и ги утепуе тука и ги остава. И си отидуе за проке онакво е да напуштат, нели, ама у парк тука беше кај што се сега општина кај што е. Тука имаше на голема зграда, тука германците окупирани, ама партизани ги обкружиле. Они се бранева, колку што се бранева, али се сеќавам дека неколку души беа погинати на скверот, пред полјанчето, пред убавото парче што сега го направива пред Идадија, тука погинаа неколку луѓе. Дори после тоа се слушна топот по Стара Митрополија, кај што е сега театарот. Пукаше по сите куќи наредени од денешен Грант, све до Народна банка. Сите куќи ги запали, све што можеше сруши, све додека не го утепа. Кога дојдоа партизани, цел чајер искочи, све што имаше им дава, бидејќи кој бост, кој ова, кој тоа, нели? Памтам голи боси. Имаше тука по снег. Одеше, јас како сега го гледам едно момче, босо. Ладно беше, а он, така ти кажам, раскопчан иде. Едноставно го гледам, иде и знае зошто иде. Абе, војна музика свири, паради свират.
Народ оди. Сракил Гиговка, сега Темелковски, Борка, компанија, тоа. Вика мајка ми за партизаните кога дојдоа, ние за бугари бевме шумкари. Фала тебе Господе, вика, дојде македонска војска. И ја како дете солзи ми потекува. Од мерак, од радост кога слушнав, фала тебе Господе, македонска војска.